Благодарам за присуството. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН денес одржа седница на која што се дискутираше за актуелната ситуација во Македонија поврзана со изборите и одржувањето на вториот круг на локалните избори, како и за поддршката на кандидати во местата каде што ВМРО-ДПМН нема своји кандидати. Состаноците на органите на партијата коинцидираат со историскиот датум 23 октомври, денот на ВМРО, односно денот на македонската револуционерна борба. На овој историски ден од огромно значење и важно за нашата историја, за македонскиот народ и македонската држава, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН донесе проглас кој што ќе го прочитам во следните минути. ВМРО-ДПМН како партија на народот која ги темели своите вредности и принципи на идеите на македонската револуционерна организација, вдахновени во модерните идеи на Македонија како место на заеднички живот, просперитет и напредок, преку поштување принципите на солидарност, слобода и напредок, а свесна за предизвиците со кои се соочува државата и потребата од мобилизирање на сите расположливи капацитети во функција на напредокот и нова иднина на државата, која таа се наоѓа во еден безизлез, раководена од корумпирана власт која што е безидејна и создава хаос, безредие и демонстрира неспособност. Свесни дека секој слободен граѓанин на оваа земја е силата на промените кои се неопходни за да има подобра иднина. И свесни дека секој може сам за себе да одлучува. Повикуваме на заедништво, слога и обединување, кон заедничката цел, без разлика на политичка, етничка, верска или друга припадност. Препорачуваме дека е време за обединување на сите сили кои се против политиките на власта, силите кои сакаат добро и напредок, сакаат нова, подобра иднина и промени, проекти и победи. Повикуваме на обединување на сите прогресивни сили против власта која носи порази, омаловажувања, неуспеси и го одзема достоинството. Таквото обединување значи масовна мобилизација на граѓаните кон подобра иднина, успеси и работа. Секоја наша разлика е помала од заедничката цел – Македонија да ја развиваме, економски да зајакнува, политички да се интегрира. Мора да ги срушиме зидовите на поделби и омраза, наметнувани од власта. Затоа е потребна мобилизација, излезност и народно обединување на граѓаните. За таа цел, ВМРО-ДПМН ја реафирмира поддршката за кандидатите за градоначалници од Алијанса на албанците и Алтернатива. Во местата каде што пак немаме своји кандидати во вториот круг, природно ќе и поддржиме кандидатите кои што се опозиција на власта и кои се борат против оваа власт која е корумпирана и криминална. Ние нема да кажуваме во тие места дека гласовите ги имаме во джеп или се наша собственост. И нема да ги третираме граѓаните како да ги имаме кај себе, како што тоа го прави СДСМ. Но воедно повикуваме, слободоумно и отворено, да излезат и да ги поддржат кандидатите на тие места кои што искрено се борат против власта. Благодарам, поелите ако има прашање. Николовски, тоа значи дека и Максим Димитриевски во Куманово ќе биде поддржан од ВМРО-ДПМН? Мислам дека бев многу јасен, секаде онаму каде што има кандидати кои што се борат против власта, така и во Куманово, поддршката на ВМРО-ДПМН оди за тие кандидати. Како ја коментирате оставката на Георгиевски од Мешовитата историска комисија и како мислите дека во иднина ќе смета ќе функционира без Дончев? И тој да се надопълни тој оркестриран напад на сите на владата, на министрите, на комисијата против Георгиев? Мислам дека е скандал сам по себе. Идејата на историската комисија е историчарите да разговарат за историските прашања, не политичарите. Ние предупредуваме долг временски период дека Зоран Заев сака да разговара за историјата, а не историчарите. Имаше обиди Стево Пендаровски да прави истото, кога го прогласуваше Гоце Делчев за бугарин. Така што гледаме дека имаме јасен притисок врз комисијата. Се одважи професорот да даде оставка и на тој начин да предупреди, да каже што се случува. Ги гледаме механизмите на власта, кои што водат со притисок, но тоа е власт во заминување и во паѓање. Ги повикуваме останатите членови на комисијата да се достоинствени и да не работат на штета на македонскиот народ, а исто така да кажам директно дека за службениците во Министерството за надворешни работи и Министерот за надворешни работи, затоа што не можат да работат без него, кои што вршат притисок врз членовите на комисијата, ќе има одговорност после промената на власта. Како во овој момент ги оценувате односите помеѓу Македонија и Бугарија? Мислам дека односите, ако ги гледаме помеѓу двата народи, двете држави се добри, би рекол и одлични. Што прават политичките елити е друго, мислам дека се лажат сами себе. Заев го лаже Радев, Радев го лаже и Заев, тоа се прашање на карактери.
уште едно прашање. Заев кој што лани кажа дека е голема штета и жали што го поддржал Мирко, сега повторно го погази својот збор и сега кажа пред малку дека ќе го поддржи Мирко затоа што направил многу во оваа една година. Па што ви кажам, ние што сме од тука, од регионов, го знаеме добро актуелниот градоначалник на Струга. Ги знаеме и превртувањата на Заев, прво го напаѓаше, па да подсетам пред неколку месеци го пушти Љупчо Николовски за Мерко и Николовски заедно да ја решиле корупцијата во Струга, гледаме колку ја решија. Очигледно ова е коалиција на криминал и корупција, како што нашата е коалиција за борба против организиран криминал и корупција и мислам дека стружени се свесни и дека ќе се случат промени на 31 октомври.